Деновиве го одбележуваме празникот на словенските просветители Свети Кирил и Методи. Годинава нема чествување во Рим и Ватикан поради пандемијата. Ќе го прославиме дома. Но колку и дали достојно ги чествуваме Кирил и Методи? Па мислам дека достојно од кога стана официјален празник, но и пред тоа, ако оние што се сеќаваат се разбира, во школите се одбележуваше и во другите институции се одбележуваше како ден на се словенските просветители. Може би треба уште повеќе, ќе беше убав моментот ако во школите се одбележеше, кај што личи, и особено оние школи во нашата држава што го носат нивното име. Во изминатите години имаше и заедничко чествување со Бугарија. Годинава ќе нема, но затоа има зачестани оспорување од Софија на македонските национални атрибути. Зошто е тоа така? Особено на јазикот. Да, на јазикот и на идентитетот, иако доаѓаат изјави од Бугарија дека тие немаат ништо против идентитетот, меѓутоа големото прашање е од кога немаат ништо против, дали од 45-та, бидејќи македонскиот идентитет има длабока средновековна историја. Мислам дека договорот со Бугарија е многу важна работа и дека треба да продолжиме не само тие, туку и ние, во една позитивна смисла. Овие негирања не се нови. Тие се поврзани некаде со резолуцијата на Информбирото од 1948 година и траат во континуитет и се обновуваат. За жал, ова последното нивно обраќање или последната книга што ја издадоа од Бугарската академија на науките е фактички еден памфлет, најобичен политикански памфлет, со многу ниско ниво, што мислам не им личи на научниците од Бугарија, бидејќи науката во Бугарија, славистиката во Бугарија и бугаристиката е на мощно високо ниво. Значи, тука се јавија некои непознати имиња и жално е бидејќи Бугарската академија застана за тоа. Значи, се работи за една чиста политика, текстот е со многу ниско ниво, и мислам дека ова треба да го премавнеме, тие да го премавнат, бидејќи има интелектуални сили во Бугарија што размислуваат позитивно кон сите работи и дека фактички ние како држави, не само ние, туку на целиот регион на Југоисточна Европа или на Балканот или на Западниот Балкан, како сакате, треба да соработуваме за доброто на сите. Договорот за добрососедство со Бугарија треба да ја засили соработката меѓу двете земји. Во некои области тои се случаи, но на некои напротив работите се заострија, особено за историските и образовните прашања. Дали сметате дека со различните толкувања тој почнува да личи повеќе на непријателски договор отколку на пријателски? Не, јас сум оптимист, што така сум воспитан. Се надевам дека ќе ги премавнеме и тие ќе ги премавнат своите тешкоти, бидејќи разбирате ли дека со децении, со стотици години, почнувајќи од Сан-Стефанска Бугарија, се градел еден мит дека бугарите се главниот словенски народ на овие простори и дека фактички сите што се словени од Турското царство се бугари на некој начин и дека тоа фактички го создава најголемиот проблем. Тие треба да застанат пред својот историски мит, не да го поништат. Нормално секоја држава и секоја нација си има своји легенди, своја историја, туку да гледа да го премавнат за да можеме да ги воспоставиме мостовите. Ние не сме нивни деца кои што можат да ги воспитуваат како сакаат, туку едноставно ние сме еден друг народ, друга нација која што има добра желба да соработува и тоа е многу позитивно со сите соседни народи и нации. БАН неодамно објави издание во кое македонскиот јазик се толкува како западен дијалект на бугарскиот. Како го оценувате тој чекор, како научно базиран аргумент во прилог на бугарските позиции или провокација неевропско однесување спротивно на наводните заложби за пријателство и соработка? Значи, ќе почнам со таа реченица дека тоа е сосема неевропско однесување. Ние сме сега 21 век, нели? 21 век и Бугарија е веќе членка на Европската Унија, ние сме кандидат за влезот во Европската Унија, почнуваме пристапни преговори и мораме да се однесуваме европски. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да ги премавнеме сите оние негативни работи од минатото, кои што се градени на државно ниво, да ги премавнеме и да гледаме да ги воспоставиме мостовите на соработка. Не да си ги поништиме своите истории, не да ја поништиме македонската историја,
и тие да ја поништат бугарската историја. Туку напротив, да ги извадиме позитивните нешта, а има многу позитивни нешта што овие два народи ги врзуваат. Според тоа, сметам дека ова е ретрограден, назаден документ и ќе повторам, напишан со мощен низок стил. Факт е дека не се потпишале значајните бугарски научници. 1978 година имаше ист таков памфлет кој што го имаше насловот се викаше, нели, за единството на бугарскиот јазик во минатото и денес, и фактички многу работи се преземени од тој документ. Меѓутоа тогаш, нели, во времето кога Бугарија беше во еден длабок диктаторски комунизам, ако смеам да кажам, за тоа стоја многу важни членови на Бугарската академија и многу важни научници. Сега беа доволно паметни, се потпиша некои многу, како да кажам, беззначени имиња на кои што можеше да им се наложи задачата. И што направија? Зема главно материјали од тој документ, дополнија со некои нови, а тезата е стара и се повторува. Сето тоа почнува да повторам од 1948 година, се разбира, зборувам сега за нова Бугарија, по револуцијата, по Втората светска војна, која што по расторањето на оној договор меѓу Тито и Димитров, нели, се менува целата ситуација политичка и тогаш наеднаш почнува негирање на македонскиот јазик. Меѓутоа, да не забораваме дека потоа има пописи во Бугарија 1955 година, ако добро се сеќавам, 1965 година, во кое што се уште е дозволено и кога не е дозволено и кога се врши притисок врз луѓето, многу луѓе се изјаснуваат како македонци. Според тоа, дали може политиката да го смени националното чувство, мислам, барем на кусок, не може. Тоа значи дека мораме да си ги признаеме фактите. Дека македонци живеат во таа држава, независно што тоа државата не го признава, меѓутоа мораме да настојуваме, да се демократизираме, односно да пристапиме, повторувам уште еднаш, позитивно кон нештата, да изградиме една културна соработка, која што веќе се гради. И покрај овој памфлет, ние сме сведоци дека има доста преводи, нели, од бугарски на македонски јазик и обратно од македонски на бугарски јазик, и кои што многу добро се примени од бугарската средина, па и од нашата средина овде. Значи, да гледаме позитивно кон работите, да гледаме кон иднината. Македонскиот јазик е научен, историски и меѓународно признат факт. Зошто се уште се оспорува и дали и ние самите во земјава доволно се грижиме за негова заштита и негување? Мислам дека е убаво да почнеме од крајот. Не се грижиме. Ние мораме да ги развиеме нашите лекторати по македонски јазик на универзитетските центри во странство, кои што ги имавме 26, а сега имаме меѓу 4 и 8, и кои што постојано се во некоја криза. Затоа подготвуваше Советот за македонски јазик, подготви еден нов закон за македонскиот јазик, за употреба на македонскиот јазик, кој што токму тоа го преферираше, го форсираше, го афирмираше. И уште нешто, ние мораме а тоа стои во законот, во нашите културни центри, при нашите амбасади во странство, да имаме можност не само студенти кои што се на струката на словенската филологија, туку и сите луѓе кои што сакаат да го изучуваат македонскиот јазик. Морам да кажам дека сега одам натаму, морам да кажам позитивни факти дека многу држави во Европа и надвор, особено тука ќе истакнам Австралија, го форсираат изучувањето на македонскиот јазик за македонската диаспора, за нашите иселеници кои што се таму, па дури тоа е задолжително. Значи, сакали или не, децата мора да го учат македонскиот јазик како дел од нивната култура. Не само македонскиот јазик, македонската литература и македонската историја. Се разбира, тука доаѓа и македонската музика, македонскиот филм и воопшто, па дури македонските јадења, сето тоа што спаѓа во една култура. За крај една порака од вас за празников. Празникот е многу голем датум. Овде, во нашава средина, во нашава македонска средина, се бележи многу одамна, значи има еден континуитет од средновековието. Морам да го истакнам уште нашиот, да речеме, прв историчар Ѓорѓи Пулевски, кој што го истакнува значењето на Свети Кирил и Методи. Меѓутоа, во 19. век
настанува една словенска преодба и таа почнува од чешка и таа се шири низ јужнословенскиот свет и пошироко и дури кај пољаците, сакајќи да ја истакне посебноста на словенските народи. Оваа преодба дава нов поттик за воздигнување на култот на Свети Кирил и Методи. Тоа не оди по автоматизам. Култот се воздига преку домашните светци. Значи, ликот на Свети Кирил и Методи се повезува со ликот на Свети Климент Охридски. Ќе ја споменам само фреската Седмочисленици, која што имаме чест да имаме во многу наши цркви, но и се наоѓа и во денешна Албанија, и во денешна Грција, и се разбира и нешто помалку во денешна Бугарија и Србија. Тоа значи дека преку домашните, актуелните светци, да речеме во македонската куќа Кандилце догори за Свети Климент, се обновува култот на Свети Кирил и Методи. Што значи тоа? Тоа значи подготовка за создавање на современа држава. Затоа нам ни представува голема чест дека сме на некој начин наследници на Свети Кирил и Методи и треба оваа нивна традиција и натаму да ја негуваме. Многу е добро што ова се празнува како државен празник. Благодарам за одвоеното време. Благодарам јас.